коалиција нуди 160.000 нови вработувања. Втората голема коалиција нуди 25 до 30.000 нови вработувања годишно, но и двете така наречени големи коалиции во изминатите 10 години само и го копаа гробот на Македонија и македонскиот народ, а за тоа време направија бројот на невработените во Македонија секојдневно да се зголемува со илјадници нови невработени секојдневно. Да, вработуваа и двете така наречени големи коалиции, но само членови на нивните партии и тоа како во предизборието на 98 година, така и денес, на што сме сите ние сведоци. Ние, членовите на Народно движење за Македонија, не нудиме ниту 160.000, ниту 25 до 30.000 нови вработувања годишно. Ние нема да нудиме лажни милијарди, ниту една германска марка за 1 килограм грозје. Ние нудиме конкретни решенија за проблемите и подобра иднина за нашите деца. Кандидатите за пратеници од листа на Народно движење за Македонија за изборна единица број 4 самите ќе ви се представат со делови од програмата на Народно движење за Македонија која ќе ја застапуваат. Јас сум Зоран Чобојковски, кандидат за пратеник на второ место од листата за пратеници на Народно движење за Македонија, по професија доктор на ветеринарна медицина, завршив на ветеринариот факултет во Загреб 1991 година, вработен, оженет, татко на 2 деца, живеам во Кавадарци. На граѓаните можам да им ветам дека не се плашам од никакви притисоци. Оние кои ме познаваат добро знаат дека тоа не се само празни зборови, бидејќи во повеќе наврати исто сум го докажувал и повторно ќе го докажувам. Познати се моите настапи и заложби за исправни работи како советник во Советот на град Кавадарци, но и надвор од него. Како пратеник, избран од народот, секогаш ќе ги застапувам интересите на народот, нема да седам во пратеничката клупа и нема да молчам за неправдите кон македонскиот народ. Секогаш сум бил и ќе бидам достапен за граѓаните во секое време. Македонија не сме ја наследени од нашите татковци, дедовци, прадедовци. Македонија сме ја позајмили од нашите деца, внуци и правнуци. Затоа имаме должност да ја чуваме и да ми ја оставиме негимната бидејќи е нивна и затоа што не е важно што Македонија може да направи за нас, важно е што ние може да направиме за Македонија. Парламентарни избори 2002. Јас сум Даниела Илиева, кандидат за пратеник од листата на Народно движење за Македонија, дипломиран правник, невработена, мајка на 2 деца. Како прво, сакам да апелирам до граѓаните да излезат на гласање и да гласат. Патот по кој оди Македонија не е правиот пат. Тоа на поголемиот дел од нашите сограѓани им е јасно. Во исто време, ако сакаме да го исправиме тој пат, тоа можеме да го сториме единствено на 15 септември со гласање за вистински кандидати. Тоа представува единствен и целосно исправен начин за нови промени. Сите треба добро да размислиме како и за кого ќе го дадиме нашиот глас. Ќе ја сносиме историската одговорност кон нашите деца и затоа не треба да бегаме од нашата задача, туку да ја исполниме совесно и исправно. Сметам дека не е вкусно да речам гласајте за нас. Вие сами треба да процените како и за кого ќе го дадете вашиот глас. Јас како кандидат за пратеник од листата на Народно движење за Македонија цврсто ќе ја застапувам мојата определба да Македонија стане правна држава во права смисла на зборот. Да во Македонија престане стравот од партиска припадност и поделеност, дека секој со нас ќе има можност за согласно своите способности и дека никој нема да сноси одговорност и последици затоа што не е припадник на некоја политичка партија. Ќе се залагам да ја спречиме корупцијата во Македонија, непотизмот, криминал на високи позиции и многу други аномалии во оваа држава. Да ја спречиме партизацијата на државата и вработувањата врз основа на партиската припадност. Ќе се залагам да се преиспита потеклото на имот на функционерите до сега и од сега натаму, да се доврши реформата во јавната администрација, но не со бркање од работа, туку со поставување на прави методи на работа и со ревизија на нивното работење. Мораме да ја задушиме анархијата во Македонија, а тоа нема да биде нималку лесно. Македонија преку ноќ нема да стане Швајцарија, но не смееме да дозволиме да станеме ничија колонија и не смееме да дозволиме да се покажеме неспособни да управуваме и да ја сочуваме државата. Да ни праќат некои мисионери и да покажуваме и да ни кажуваат и ние да покажуваме кои чекори сме направиле дека демократијата кај нас е напреднала. Од осамостојувањето на Македонија до денес народот помина низ многу тешки искушенија.
Dobivme vojna, iako ne priznavame дека кај нас е војна. Добивме туѓи бегалци кои што со двете раци ги прифативме, додека нашите соседи им ги затвара вратите. Добивме и нашите бегалци на кои што нашата сегашната власт не сака да им обрне никакво внимание. Поминаа многу лаги. Помина 1 милијарда, поминаа промените од 98 година и веројатно како што во секое лошо има и нешто добро, народот во Македонија доби и некои искуства. Верувам дека на сите нас ни дојди во главата дека ветувањата не значат ништо, дека е најважно да се има прави луѓе на право место. Ние сметаме дека со нас би го добиле токму тоа, а ваше е да се одлучите. Ви благодарам. Парламентарни избори 2002. Јас сум Васко Богев, кандидат за пратеник на листа на Народно движење за Македонија. Дипломиран агроном инженер, завршив на земјоделскиот факултет во Скопје 1988 година, вработен во Републичката агропедолошка лабораторија Кавадарци, оженет, татко на 2 деца, син и черка и живеам во Кавадарци. Програмата на Народно движење за Македонија во врска со земјоделието е различна од програмите на другите политички партии. Ние сакаме и можеме да создадеме услови за нашиот македонски земјоделец конечно да го добие правото место како единка во економскиот живот на државата и истиот конечно да може да остварува добар приход од дејноста што ја работи, а не како досега да се бори за екзистенција и гол живот и тешко да врзува крај со крај. Начинот на кој планираме да го спроведеме сето ова на дело, а не само со обични зборови е следниот. Мерки за лозарство и винарство. Како што пченицата и тутунот се важни производи за оваа држава и се представени како земјоделски производи кои имаат гарантирани цени од страна на државата, исто така и лозарството, односно грозјето, е култура која треба да има стратешка цел за Македонија, бидејќи преку финалниот производ вино е најголемиот носител на извоз во Македонија, од што се добиваат огромни суми на девизи. Со преработка на грозјето и добивање на готови финални производи, вино и ракија, преку акцизи и разни други даноци се полни државната каса, а наспроти тоа досега не е ништо направено од страна на владата на Република Македонија да им се возврати на винарските куќи, а и на лозарите со добра цена на грозјето и да им се исплати вложениот труд. Затоа ние представниците на Народно движење за Македонија ќе направиме лозарството, односно грозјето како производ од стратешка важност за државата, да биде национален производ во Македонија со гарантирани цени познати уште во зимските месеци за наредната реколта и гарантиран откуп на целокупното производство што ќе се понуди. За да биде цената на грозјето прифатлива за производителите, кои нешто е реално остварливо, должни сме да објасниме како ќе го направиме тоа, но не ветувајќи една германска марка за 1 килограм грозје, туку на реални основи. Олеснителни мерки за винарските куќи. Прво, да се намали досегашната акциза на жестоките пијалоци од 3 денара на 2 денари по единица алкохол. Второ, нашата влада со своји методи ќе влие кај банките за намалување на каматните стапки на кредитните линии кои ги користат винарските куќи за исплата на винското грозје кон производителите. Трето, намалување на царинските и другите давачки при набавка на нови технолошки линии за производство на алкохолни пијалоци. Четврто, Министерството за надворешни работи преку своји методи и своите канцеларии ќе се грижи за поефективна презентација и изнаоѓање на пазари за нашите производи од грозје, вино и ракија, секако во соработка со винарските куќи од државата. Сите овие методи ќе доведат нашите преработувачки капацитети, односно винарските куќи, да бидат порентабилни, а преку нив и нашиот производител на грозје. Кои се нашите програмски определби за директна помош на лозаропроизводителите? Прво, формирање на агроберза на републичко ниво која ќе ги прати светските текви во земјоделието и светските пазари. Второ, забрана на увоз на лозови садници од Република Србија кои се со доста сомнителен квалитет. Трето, обновување на старите матични насади на дива подлога и подигање на нови. Четврто, производство на здрав и квалитетен посадочен материјал базиран на кооперативен однос помеѓу приватните производители и АД Гоце Делчев, со напомена дека и во Републичката агропедолошка лабораторија Кавадарци постојат можности за производство на здрав посадочен материјал на база на меристемско ткиво. Пето, укинување на царините при увоз на репроматеријалите за производство на вештачко џубриво, укинување на царините за увоз на пестициди од трета и четврта група, бидејќи истите се нештетни и не ја загадуваат животната средина, а зголемување на царината за хемиски препарати од прва и втора група, кои се токсични и ја загадуваат животната средина. Шесто,
Цената на грозјето да биде на база на класирање на грозјето по квалитет, а не по квантитет, и бербата да се реонизира по микрорелјефи. 7. Укинување на царината при увоз на земјоделски машини. 8. Кооперантски односи помеѓу винарските куќи и производителите. 9. Формирање на кванташки пазар во Тиквешијата за продажба на земјоделски производи, најмногу поради потребите за продажба на асталски сорти на грозје и овошје. 10. Ставање на Републичката агропедолошка лабораторија Кавадарци во функција на мелиоративно садење на лозовите насади со претходно испитување на почвата за да може точно да се знае која сорта на винова лоза одговара на одредени подрачја во одредени реони. 11. Насочување на земјоделието кон органско производство, а со цел да се произведува здрава и квалитетна храна за нашиот народ, а во исто време и за земење на дел од светскиот пазар на ова органско производство. Мерки за развој на пољоделството, како прво, правилна распределба на земјишто на тендери каде се доделува земја на користење на земјоделците, а не на одредена група луѓе кои во најголема мера не се воопшто земјоделци. Второ, Народно движење за Македонија ќе изврши ревизија и ќе ги преиспита тендерите за закуп на земјиште, ќе се објават нови тендери за закуп на земјата која ќе биде наменета исклучиво за земјоделците, а не за бизнисмените. Мерки за развој на сточарство. Прво, реонизација. За подобар развој на сточарството треба да се обрати внимание на расниот состав по реони. Тоа значи да во зависност од реонот, надморската висина се одгледуваат и различни раси на стока. Во низинскиот дел да се одгледуваат раси кои што се подоходовни, млечни, а во висинскиот дел да се одгледуваат раси кои ќе дадат поголеми приноси млечно-месен тип, а кои ќе се одгледуваат полуинтензивно и ќе ги користат природните ресурси. Второ, кредитни линии за развој на сточарството. Досегашната пракса, која беше во правец на богатење на банките, на сметка на производителите, кои што влегуваа во загуби на производство, а на сметка на високите банкарски камати, треба да се напушти. Народното движење за Македонија, преку субвенција од владата на Република Македонија, ќе ги намали каматните стапки на разумно ниво, кој може да се поднесе од производителите, да не влезат во загуби при производство, да имаат можности да ги вратат кредитите и во исто време да заработуваат. Мислиме дека најдобри кредити се оние кои што се лесно достапни и строго наменски, чие што каматна стапка не ја надминува бројката од 6%, рок на отплата 6 години, грејс период од 2 години со хипотека во однос 1:1. Трето, субвенции од државата. Државата, грижејќи се за развој на сточарството, мора да субвенционира одредени производи на сточарите и тоа: за секој произведен литар млеко, за секој килограм произведено месо, за секое грло кој ќе се остава за подмладок, за секој килограм храна од сопствено производство. Субвенционирање на каматни стапки за кредити подигнати за развој на сточарството и ослободување на земјоделците од сите даноци према државата во периодот на наредните 4 години. На крај може да порачам само едно: нема силна и развиена држава без силно и развиено земјоделие. Ви благодарам. Парламентарни избори 2002. Јас сум Дамова Ристенка, професор по биологија хемија, дипломирана на Природно-математичкиот факултет во Скопје 2001 година, кандидат за пратеник на листата од Народното движење за Македонија.